И во 21. век најголемата желба на некои наши граѓани во урбаните средини е да имаат асфалтирана улица. Таков е случајот со улицата Радовишка во Прилеп, долга само околу 100 метри, а која веќе со децении ниту една локална самоуправа не ја асфалтирала. Жителите велат дека сите само ги лажеле, а единствено ги посетувале за избори. Ги плаќаме придонеси, се си плаќаме даноци и маноци. Комунали сето е платено да се асфалтира, бараме ова улица. Привидејќум има прашини, кал, кој ќе заврни кал се прави. Налето праши да не може да отвориш и прозорец. Значи, сакаме да биде и ова асфалт, еднаш да и ние да цапнеме асфалт. 30 години немаме цапнат асфалт. И само не лажа. Ќе биде утре, ќе биде други ден. И не се дојдени да видат што е како е улицава. Че е врнежливо, снег, децата буквално не може да излеза од дома, ода со најлончиња до асфалту, па да се соблече, па да продолжи на училиште. Значи, воопшто. Лани не може, беше непроодна улицата цел месец, оде вака по крајот, не може да излезе. Значи, некогаш ни такси не се качува догоре. Да имаш нешто, не дај Боже, ноќно време, брза помош да треба да одиш, нема шанси, возило не влегува. Жителите велат дека постојано им било кажувано дека има некаков спор и затоа улицата не се асфалтирала, но велат дека никој не се заангажирал да го реши тој спор, кој според нив не постои. Не може и спор да има, но ова да не лажа на то. Спор има, овака, така, ами тој спор треба општина да си го реши. Како спор има? Ма не знам. Имало спор, ами значи, има спор. Срамота е. Каков спор? Тоа е само изговор. Од општина Прилеп велат дека улицата имала имотно правен спор со некое приватно земјиште. Признаваат дека досега ниту една локална самоуправа не се заангажирала да го реши овој проблем. Ветуваат дека од пролет веднаш ќе се започне со правење на проект за улицата, пошто треба да следува решавање на имотно правните односи, а потоа улицата ќе се ставела во новиот детален урбанистички план и конечно ќе биде асфалтирана.